Градоначалникот на Тетово Билјал Касами на пресконференција обвини дека владата донела незаконска одлука за давање на трајно користење на училишен објект во градот на Агенцијата за катастар на недвижности. Се работи за една од двете училишни згради познати како Стара медицина, каде настава следат македонските паралелки на гимназијата. Во 20. јули 2022 година Артан Групи подпишува одлука со која овој објект за кој зборуваме го пренесува на катастарот во Тетово, а што е уште по нелогично што согласно законот, значи тој што е собственик во случајот општина Тетово воопшто не е информирана за ова одлука на владата. Касами побара да се преиспита оваа одлука и информираше дека ќе обжали затоа што, како што рече, со оваа одлука владата го прекршила законот за основно и средно образование. Член 12 став 1 на овој закон за средно образование се вели таксативно. Сопственоста на училишните објекти и имот на средните училишта од став 1 на овој член со одлука на владата ја превзема општината. Со оваа одлука владата Ковачевски Ахмети не само што го прекрши законот за средно образование, туку ги погазува и одлуките на самата влада. Касами уверува дека и покрај оваа состојба гимназијалците ќе продолжат да учат во овие училишни објекти. Телма Побара одговори став од кабинетот на првиот заменик на председателот на владата Артан Груби, кој стои како потписник на одлуката, но до овој момент одговор не добивме.